Постојано гледаме дека во Македонија се збори дека доаѓаат странски инвестиции, а последниот извештај на Обединетите нации велат дека сме последни во регионот со само 135 милиони. Што мислите вие, зошто е тоа така? Па веројатно нема интерес кај странците доволно за Македонија да инвестира. Но во Македонија велат дека имаме многу ниски даночни стапки. Па не е доволно очигледно тоа. Треба нешто поиќе. А во споредба со другите земји од регионот, Па другите споредба со другите. например Хрватска има 1,2 милиарди. Хрватска, Европска унија, тоа очигледно е предност. А другите поголем пазар, не знам, све поврзано. Значи ние за толкав малав пазар, толкава мала земја за да привлечеме нешто стварно ептен да понудиме. Веројатно до сега уште не сме понудили. Место да се инвестира во нешто легално, во нешто профитабилно, се инвестира во споменици, во такви работи. Гледаме дека постојано има роудшоу. Беа во Бразил, беа во Аргентина, еве во Англија. Па така, знаете како, кога си има потреба од тука, тогаш сите бегаат на страна. А кога треба стварно, например, да е во вистински момент, за измислам тој што е одговорен за таа работа, сите се тргаат. Значи не се на местото каде што да видат што фали, како фали, зашто тие пари се наменуваат, не се пренаменуваат, да речем, во нешто што стварно ќе има резултат. Него се наменува за камења, бронза, такви работи. И автоматски, мислам, ние сакаме да го следиме примерот во Европа, меѓутоа сме многу назад. Како Швајцарија, Англија, да речем, кој што таму еден споменик може е 500 евра или да речем 30.000 евра, а овдека е 1,5 милион еден Прометеј со долен веш или без долен веш, ајде да не речем со гаќи. Кај нас, кај се се инвестира, така се зборува на телевизија. Пропадамо. Знаеш што е, ја на српско-хрватски говорим. Пропадамо, ништо. А на што се дължи? Зашто? Катастрофално. Катастрофа е код нас. Што да ти кажем? Тоа е то. Сметате дека не се трудат доволно да привлечат странски инвестиции? Ма више неću ни владу да видим, ни никога, ни гласање, ни ништа. Ово е од мене толку, извини вако. Живота ми, никога. Гледајќи ги настаните во државата пошироко, можеме да заклучиме дека де факто нема страни инвестиции. И поред тоа што владата стварно се мачи, се бори, најниски даночни стапки имаме, тоа е факат. Премиерот се бори ко лав, трча, роудшоа и тако дале, реклами во светот и тако дале, меѓутоа да не ги заборавиме зоните безцарински и тако дале, каде што владата стварно направила многу. Се за да се привлечат страните инвестиции, инвеститори, меѓутоа они не доаѓаат. Значи, очигледно, нешто не е во ред. Мора да влеземе во НАТО и во Европска унија. Мора. Факт е дека не гледаме нешто, некоја полза или некој ефект од тие наводни странски инвестиции што досега се влезене овде. Што е, ајде, нека ми каже некој. Има намалене на вработеноста, што подигнате стандардот. Мене секој ден, па да не кажам дека ми е полоши, меѓутоа не гледам дека нешто се подобрува или има тенденција за подобрување на ситуацијата. Мислам, камо да грешам. Ама не само што не гледам, ниту очекувам во догледен период, без оглед на тоа кој е на власт. Тоа е, мислам, потполно ирелевантно за мене, него не очекувам дека и понатаму нешто ќе се измени на тој план. А ако веќе зборувам за странски инвестиции, мене не ми значат бројките ништо, волку милиони долари, волку милиони долари. Значи, ефектот да го видиме од тоа. Најверојатно се во свое време ќе си дојде. Ние се залагаме, секој од својот домен прави како што треба најдобро, значи треба да се причека нешто, да се влезе во Европска унија, иначе Македонија не е неповолна клима за странски инвестиции. Сведоци сме дека има се повеќе странски инвестиции во Македонија. Владата настојува доста со намалување на даноците,
да се привлечат инвестициите странски. Очекуваме многу запослувања. Македонија има кадар, професионалци од сите области, доста едуцирани, така да мислам дека можеме само да очекуваме.